господине, добар ви ден. Добар ден и на вас. Многу сте насмеан, секоја чест, браво. Па нормално дека ќе бидам насмеан кога 2030 е годината на новото проширување на Европската Унија, а таа е достижна и за Македонија ни порача од Брисел. И за тоа се смееш. Нормално. Добро, така и треба. Види, прво сакам да им честитам на Албанија и на Црна Гора. Значи, дечките работат активно и ќе влезат во Европска Унија кај и да е. Ние сме чекале 35 години, не е проблем, ќе причекаме уште 5-6. Вие сте оптимист? Па искрено речено не сум оптимист, ама те гледам колку си кефлија и глупо ми е да ти го рушам кефот, знаеш. Иначе објективно ако збориме, ние не сме баш нешто многу заинтересирани за Европска Унија. Добро. Од Стопанската комора на Северозападна Македонија и порачаа на владата дека потрошувачката кошничка не смее да се крати од 4 на 3 членови од семејството. Па, види се, ајде да бидеме практични. Еве, ја ќе зборам за моето семејство. Имам помлад брат, он има сопруга и 2 златни внучиња. Добро, они се 4. Кај мене дома е јас, жена ми и ќерка ми. Синот отиде у странство пред 3 години. Ајде сега одиме понатаму. Мајка ми живее сама, тетка ми живее сама, бабата живее сама. Имам балдаза и баджанак, они се 2, имаа син, ама нивниот син исто така замина во странство. Така што мислам дека кај нас веќе во Македонија не постои семејство од каде што некој млад човек нема киднато во странство. Така што владава е во право. Зашто потрошувачка кошничка за 4? Максимум за 3. Значи максимум, управо се дечки. Да, граѓанинот треба да подмети за да добие здравствена, правна или било каква услуга. Таква држава не може да напредува. Судството и обвинителството се под политичко влијание, под контрола на политички центри, рече премиерот. Премиерот ли го рекол тоа? Да. Еурека! Мислам, како му текнало секоја чест за премиерот. Али, гледате сега, види, сврти се, види колку убави облаци е во онаво, види, бело облаче, па онаво гледај сиви облаци преполни со дожд. Сваѓаш? Многу интересно е. Што е поентата со облаците? Види, и ја како премиерот, нешто да зборам за да не биде тишина. Ограбен домот на Фатмир Битики, поранешен пратеник и еден од челниците на СДСМ. Срамота, на секаде во светот се плячка и усул се нема. Мене најбизарна плячка ми е ова што и се случи на Кристи Ноем, секретарката на агенцијата што се грижи за внатрешната безбедност во Америка. И она, додека ручала во ресторан во Вашингтон, била оплячкана, у исто време била чувана од тајните служби. Сега ташната имала $3000 у кеш и чекови и клучеви од дома. Ние Америка не е тоа што беше, станува се посмотана и посмотана. Гаранту Пекинг се газат од смеење. Господине, по завршувањето на Великденското примирје, Русија за едно денонокие фрли 130 бомби и 77 дронови на Украина. Тоа со Великденското примирје мене ми е најоткачена работа. Се појавува Путин и вика, дечки, за Великден 2-3 дена нема да се рокаме, а после продолжуваме дале. Така беше лани, така и оваа година. Демек, тие 2-3 дена сме христијани, а после тоа си тераме по своje. Рокај. Моментално 17 дипломатско-конзуларни представништва се без амбасадор или конзул. Нема проблем, еве, јас сум слободен, поканете ме слободно, се за Македонија, никогаш северна. Сега немам дипломатска школа, ама имам природен талент. Така, добро, господине. Влен се раситнува, Таравари ќе бега со Дуи. Што ќе кажете за тоа? Среќен му пат. Слушам дека Влен ќе стане ледна партија. Мене ќе ме зачуди ако после локалните избори не се распаднат, пошто многу суети лидери, ме разбираш? Кај да е тиквата ќе пукне. Астрономите лоцираа можни знаци на живот во далечна планета надвор од нашиот сончев систем. Планетата е крстена К218b. Па они имат среќа што се далеку, значи да отидеме таму, партал и нив ќе ги направиме. Нашава планета ја направивме лом не па за друга. Значи, со еден збор сакам да кажем, овие од К218b, така беа? Така беше. Имат среќа што се у друг сончев систем, иначе и они отидоа одрака. Директорот на АНБ веќе половина година е на функција, а се уште се проверува дали е со лажен сертификат за англиски јазик.
Па добро, овие од обвинителство чекаат директором да магистрира англиски, па после да донесат пресуда, не знам што е чудно тука. Собранието распиша оглас за ново лого. Имам идеја за лого за собрание. Кукичка, мала, до кукичката седи човек, пред него рампа и автомобил како поминува. Па тоа личи на патарина. Па добро, у моментов за собрание лого, освен патарина, друго не ми текнува. Цената на златото достигна рекордни $3.500 за унца. По воведувањето на високите царини од страна на председателот Трамп, сите берзи крахираа, само златото расте. Па да ти кажам, дечко, мене маш ме вика злато мое. Значи многу ве сака. Многу ме сака, чекайте сега ќе му се јавам да видам што ќе каже. Ајде. Звони? Па ми исклучи. Ми исклучи, сигурно е нешто. Зафатен не изгледа, да. Зафатен, чекај. Ајде, пак звони, да видиме. Пак ми исклучи. Абе, речи дека кида кај братучетка му, за тоа може ми исклучува. Не би рекол дека е братучетка му, златна господјо, не би рекол, кај братучетка му,